Немам зборови со кој би можел да ви ја доловам глетката. Вака го започнува телефонскиот разговор Дарко Коцев, командирот на Штипската противпожарна единица. Тој со уште четворица пожарникари од Штип се дел од вториот конвој кој се вклучи во спасувачките операции во Турција. Сместени се во шатори во парк во градот Адијаман. Градот кој бил дом на 300 до 400 жители целосно е разоран, а под рушевините за жал се вадат само мртви тела. Ние сме моментално во Турција и сме во 3 разрушени објекти. Гледката е страшна. На затрупаните тела овде са пријатели нејни, роднини, секој очекува да го извадат неговото тело. Зградите се огромни, негде во една зграда има околу 150 до 180 затрупани тела, како што кажа властите. Но надежта дека под рушевините се уште има живи луѓе не ги напушта македонските спасувачи. Пред 2 дена тие извлекоа 35 годишна жена, која речиси 7 дена била заробена во бетонските блокови и арматура. Ние сме дојдени за таа цел да спасиме некого. Има уште надежи, се работи прецизно, пополека, за да не се повредат и се надеваме дека ќе спасиме уште некој човек. За сега не се размислува во Турција да се испрати трет конвој, бидејќи завршува првата фаза од мисијата, а турската страна се изјасни дека можат да продолжат сами понатаму. Објаснува за Алфа првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути. Ова значи и враќање на нашите спасувачи. По протокол, првата фаза трае од 8 до 9 дена. Тоа е и периодот во кој постои надеж дека под рушевините се уште има живи кои чекаат помош.